Значи, нашиот устав во моментов не е во добра состојба, јас ќе ви кажам. Ама не од аспект на малцинските права, не. Од аспект на малцинските права, Венецијанска комисија, после законот за употреба на јазиците, рече дека е над европските стандарди, но дека е право на државата, ако така мисли дека треба, да ги покачи стандардите. Во поглед на други инструменти, значи, што се покажа во стварноста? Прво, ние имаме проблеми при формирање на придавање на мандат. Ние имаме проблеми со измислена техничка влада. Ние имаме проблеми, ако сакате, и со членот 9, кој што вели дека зборува за права на граѓаните, а не за правата на луѓето. Ние имаме проблеми со надлежноста на Уставниот суд, бидејќи далеку поширока. Нема во Уставот Уставниот суд. Така. Ние имаме проблеми што сме единствена држава во Европа која нема закон за Уставен суд. Зошто? Затоа што во одредбите од Уставот напишале дека организацијата и функционирањето ќе се уредат на Уставниот суд со акт на Уставниот суд. Па замислете, Уставниот суд си донесе акт за Уставниот суд. Значи, тоа се, ние треба да ја прошириме надлежноста на Уставниот суд. Ние треба да внесеме други елементи на поделба на... категоријата уставна жалба. Еве сега и за тоа. Неверојатно. Значи, респектот кон Уставниот суд, да речеме, на Германија, или на Шпанија, или на Португалија, главно се темели за уставната тужба, односно жалба, чии предмет се е заштитата на уставните права за гарантираните уставни права на граѓаните.